Почитувани граѓани, на крајот на ова 2025 година ви се обраќам пред се како човек што ја носи одговорноста за систем кој секој ден директно допира до нашите животи. Оваа година за мене беше влез во здравството со многу предизвици, но и со огромен потенцијал. Затоа започнавме со пристап што најдобро го познавам, тој инженерскиот, кој значи мапирање на системот, поставување на индикатори, собирање на податоци и редизајнирање на процесите. Почнавме да градиме единствена мрежа на дигитално здравство, на поврзани регистри и установи, подобра размена на податоци меѓу институциите во здравството, стандарди и алатки што носат повеќе ред, повеќе контрола и повеќе транспарентност во здравствениот систем. Започнавме процес што оддамна требаше да се случи, а тоа е темелно уредување на законската рамка. 12 закони веќе се обработуваат и се изменуваат, а паралелно работиме на уште 2 нови закони во здравството. Направивме пресврт во инфраструктурата и опремата. Карил се реконструира првпат по 40 години. Исто така 10 операциони сали во клиничкиот центар се реновираат по принципот клуч на рака. Се обновуваат системи за медицински гасови и се подобруваат условите во болниците низ целата држава. Се набавува современа медицинска опрема, а најважно, современата медицина престана да биде привилегија. Таа стана достапна за сите нас. За прв пат се извршени трансплантации на рожница со 9 успешни интервенции, трансплантации на коска кај деца и нови сложени зафати во повеќе клиники. Тоа се резултати што значат спасени животи и вратена доверба во здравството. Во 2026 година одлучно влегуваме за да здравството биде поорганизирано, побрзо и подостапно за нашите граѓани, со повеќе јасни правила и фер третман за сите. Ке инвестираме таму каде што најмногу недостига. Ке воведуваме дигитални решенија, ке олесниме секојдневната работа на здравствените работници и тимови и ке го кратиме бирократскиот товар кој што го има во здравството. Секоја одлука ќе мериме со резултати, затоа што со право очекувате здравството да нуди сигурна и квалитетна услуга, а не да водите борба со него. Ви посакувам среќна и здрава 2026 година.